Вака изгледаат здрави бели дробови на рентген снимка, а вака заболени од COVID-19. 360 степени доби увити во резултати од компјутерска томографија. Ова е масивно инфицирано белодробие од коронавирус кај пациент од земјава. Дека имаат срчи или стакло, како стакло да имаат во белите дробови. Македонија не ја одминаа на тешките форми на болеста, кои најчесто завршуваат фатално. Со практично крварење и на некој начин распад на белите дробови. Најкритичните пациенти се во вештачка, медицински контролирана кома и дишат со помош на механичка вентилација. Се надевам дека ќе почнуваме и да будиме некого и да имаме ова успех во лекувањето. Зошто болеста во некој случај молскавично го совладува човечкиот организам и може ли да се порази? Хоспитализирањето пациенти со коронавирус на инфективната клиника во Скопје е секојдневие. Болничките соби овде се резервирани за оние со тешка и најтешка форма на заболувањето. Прогнози за текот на болеста се речиси невозможни, зашто состојбата кај заразените може за миг да се влоши. Почнува во грлото со кашлица, па со градна болка, па со отежното дишење и потреба од ова кислород и после, ако не се прекратува тука како болест, тогаш ова завзима полош тек и оди со повеќе органско засегање. Потешките пациенти, тие кои завршија со лош исход, има ова засегање бубрежно, засегање на црниот дроб и засегање на срцето. Значи повеќе органско засегање кое нажалост многу брзо се развива и завршува со летален исход. Колку од пациентите што се на респиратори преживуваат? Јас морам да се соочам и ја и вие со тој факт дека сите пациенти кои досега се на респиратор или продолжуваат да се на респиратор или се починати. Терапиите се индивидуални. Дел од пациентите ја примаат комбинацијата на антималарик со антибиотик, а дел антиретровирусната терапија за ХИВ. Од дел од овие пациенти имаме доста добар одговор, така затоа и доста пациенти се оздравени и испишани како здрави од ова институција, но нажалост имаме и доста пациенти кои не одат добро и кои завршуваат со лош исход. Меѓутоа, причина за смртта кај сите овие пациенти е повеќе органското засегање. Докторите на инфективна добиваат помош од колегите од други клиники. Таков персонал пратила и сродната клиника за пулмологија. И таму секој пациент со белодробно заболување се пречекува како потенцијално заразен со коронавирус, а во 2 наврата сомнежот на пулмолозите се потврдил со позитивни тестови. Пациентите биле примени по протокол, а откако се утврдила заразата се испратени на инфективната клиника. Рентгенските и компјутерските снимки покажуваат какви се последиците од коронавирусот за белите дробови. На оваа снимка се гледа дека алвеолите или завршетоците на дишните патишта преку кои се дотура кислород во крвта се блокирани од секрет од вирусот. Ова е пнеумонија предизвикана од COVID-19, карактеристична слика на компјутер. И најточни слики и представа и диагноза се поставува со правењето на компјутеризирана томографија на белите дробови. На која годишна возраст е пациентот? Пациентот е на 67 годишна возраст. Во каква состојба? Во тешка состојба, не знам понатаму дали е ставен на респиратор или не, меѓутоа во тешка состојба со тешкоти во дишењето, плитко дишење, болки во градите, во сите мускули, висока температура, кашлица, слабост, малаксалост, така да овој пациент веројатно е веќе ставен на респиратор затоа што во нормални услови тој не може да обезбеди доволно кислород во неговата крв, а со тоа и да ги снабди сите органи. Со тоа страдаат сите органи, меѓу другото највеќе и мозокот, и понатаму кај тие
пациенти, доколку не може и аглеродниот диоксид да се исфрли во алвеолите, настанува зголемена киселост на крвта, што сама по себе може исто така да доведе до смртен исход. Со ваква состојба можно ли да се преживее? Тешко е да се каже. Шансите за преживување зависат од имунитетот на заразениот, како и од тоа дали и какви хронични болести има. Ке видите случај млад човек без никакви проблеми починал и ке има такви случаи, никој не може тоа да го објасни зошто кај млад здрав пациент тоа настанало, веројатно има проблеми со имуниот систем, меѓутоа во принцип може генерално да се каже дека повозрастните се поосетливи, пред се затоа што кај повозрастните пациенти имаме секогаш дополнителни болести. Кога лекарите ќе увидат дека болеста го совладува телото и органите почнуваат да откажуваат, започнува механичка поддршка. Доколку дојде до АРЦ, најтешката форма, во тој случај, еве, да го кажеме за народот, се распаѓаат белите дробови, бидејќи комплетно немаме веќе комуникација, многу тешко да влезе кислородот во крвните садови, заради кој што имаат потреба тие пациенти да се стават на механичка вентилација, односно на респиратори. Но се покажува дека респираторите и не помагаат кога ќе дојдат до таа фаза пациентите. Не може, индивидуално е тоа, зависи и од други коморбидни состојби, од самиот пациент, и не можете унапред да кажете кај кого ќе помогне респираторот или не. Вие морате, ако сакате да го спасите тој човек или бар да му дадете можност да се спаси, ќе треба да го ставите на респиратор. Пак ќе кажам, тие пациенти толку тешко и плитко дишат, да практично се гушат како риба на суво. Но, објаснува професорот Докич, респираторот може да направи и компликации. Самото интубирање може да внесе болнички бактерии во дишните патишта на пациентот или притисокот под кој се доведува кислородот да предизвика распрснување на кревките алвеоли. Не постои метода или апарат кој што на вас 100% ќе ви гарантира излекување. Не постои. Докторите од Универзитетската болница Џорџ Вашингтон од САД отидоа чекор понапред, па во обид да се подигне јавната свест за болеста, покажаа инфицирани бели дробови во виртуелна 3D верзија. Инфекцијата е прикажаното жолтило на белодробието. I wanted to get this message out, get this picture out to the public so that people who so far have not been heeding the warning of public health professionals can perhaps see these images and see the destruction that is being caused in the lungs and why these patients' lungs are failing to the point of needing a mechanical ventilator. Hopefully the public can see these images and really start to understand why this is so serious and how this virus really is not discriminating amongst various people. Научниците се уште се во потрага по конкретен лек или вакцина против COVID-19. Како привремена мерка и по теркот на други земји, и Македонија изготви протокол за лекување на заболени од коронавирус со инфузија на крвна плазма од пациенти кои целосно се опоравиле од заразата. Мислам дека скоро и ние тоа ќе почнеме да го применуваме како начин да помогнеме на луѓево. Но додека не се пронајде лек, а најмалиот пациент е 4-месечно бебе, развирлива емотивната реакција кај лекарите. Кога имаме пациенти кај кои не завршува со добар исход, сите сме разочарани едноставно, додека кога испишуваме некого да се врати дома кај неговите нема посреќен момент во животот некој да се врати дома. Разликата во бројот на излекувани и починати од коронавирусот во Македонија засега е мала. Лекарите ќе продолжат да се борат да ја направат што поголема, иако болеста со која се соочуваат е исклучително голема непознаница за нив.